Почитувани мој добар ден, го следите петочното издание на Црвена линија. 28 мај е ден на менструалното здравје. Податоците за менструалното здравје во земјава се катастрофални. Секоја трета жена нема пристап до менструални производи. Прашањето за менструалното здравје, за управување со менструалната хигиена се уште се на рамниште на табу тема. Малку или воопшто не се зборува во училиштата. Се користат кодирани имиња за нешто што се случува секој месец. Не треба да се има срам за нешто што е природен составен дел од секоја жена. Треба да се зборува отворено за женското здравје и за менструалниот циклус. Оно што денес ве прашуваме, дали вработените жени и девојчињата во образовниот процес треба да имаат 2 дена менструално отсуство. Меѓу другото имаме и прашање плюс, кое што можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. Кликнете на Инстаграм пред се, односно на нашиот профил Црвена линија, па потоа на Инстаграм стори. А тука ве прашуваме, дали треба за менструалното здравје да се едуцираат сите во образовниот процес? Да, не. Кликате на одговорот кој што е ваш, а во проценти ќе ги пресметаме, се разбира, резултатите и ќе ги соопштиме таму некаде пред самиот крај на Црвена линија по рекламите. Но со нетрпение, иако ова на многумина им звучи како една женска тема, ќе напоменеме дека женското здравје и женската тема е неизоставен дел, особено и на посилниот пол, односно мажите, кои што секако во рамки на своето семејство, преку женските членови на семејството можат, се разбира, и да говорат, но и да го разберат проблемот кога зборуваме што е тоа всушност менструално здравје. Така да, оние кои што се разбира, а верувам не постојат луѓе кои што не се соочиле како изгледаат оние денови, како и да е, верувам дека нема да немаме гледачи денес, односно верувам дека ќе ги имаме припадничките од поднежниот пол, бидејќи зборуваме за женско здравје, но тука ќе ги охрабрам, се разбира, мажите, односно оние кои што на индиректен начин, се разбира, ќе ги дадат одговорите. Мора да укажеме на тоа дека меѓу другото менструалното здравје, односно податоците околу информираноста и она со што се соочуваат голем процент на жени, иако сме веќе 21 век, е недостапност до производите за менструална хигиена. Тука секако следуваат и лекарства, бидејќи во оние денови, односно особено кога станува збори за предменструалниот синдром, знаат да бидат и како тешки и неиздржливи, особено за жените кои што секако имаат голем број обврски, не само на работното место, туку треба да ги исполнат и обврските и како мајки, се разбира како сопруги. Но понекогаш се разбира тие денови едноставно оневозможуваат жената да се чувствува функционално и добро. Да не зборуваме и од економскиот аспект, каков предизвик станува во последно време со оглед на тоа што навистина дури и производите за менструална хигиена се вистински луксус. Но да не зборам јас, да зборуваме сите ние заедно. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Јас сум на линија? Да, ве слушаме, повелете. Јас кратко времето е, само ќе кажам, многу имам поплаки за брза помош. Мислам поплака, јас имам. Значи, тие ноќе ме свати вртоглавица, висок притисок ми се качија, сите 3 ми се изедначија, скоро ми се изедначија. Значи, 3 сати, значи, едноставно се борев со живот. Се јавувам 3 пати таму, испи такво таблетче, чекај сат и пол. И чекај испитал такво таблетче, чекај сат и пол, кога ти помине. Значи, никако да не се заинтересират да дојдат, да видат што е, да речеме со мене. Јас им кажав дека сум сама и тие, ние вика немаме служби за сами, за да ги лечиме. Како тоа, таков разговор. А име со оглед на тоа што сте жена, изборуваме денес и за женското здравје и секако менструалното здравје. Сметате ли дека од вашето искуство дека вработените жени и девојчињата во образовниот процес треба да имаат 2 дена менструално отсуство? Не би требало.
Не би требало. Јас сум го поминала тој живот многу добро. Нема тука што. Него заради ова се пожалив за брзава помош, затоа што... Така го регистриравме тоа и еве ќе размислиме сега кога ветуваме да го поставиме и како тема која што ќе биде централна во Црвена линија. Благодарам многу за јавувањето, но еве да се придржуваме кон темата. Јас верувам дека немам срамежливи гледачи. На крајот на денот тоа е нешто што се соочуваме, да не речам не секојдневно, туку е проблем кој што секако во рамки на семејството, еве особено мажите преку своите сопруги, мајки, ќерки повозрасни се разбира, се самите сведоци и тоа секој месец. Но како и да е, податоците покажуваат катастрофални резултати, односно дека секоја трета жена нема пред се пристап до менструални производи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Па се јавувам врска со темата. Драго ми еве што се јавувате како маж, па еве како ќе посведочите во однос на менструалното здравје кај жените преку вашето искуство? Па сега темата е дали вработените жени и девојчиња во образовниот процес треба да имат 2 дена менструално отсуство. Да. И спрема тоа, а некои што имат 5, што им трае пример. Добро ве слушаме, еве го поставивте прашањето. И сега спрема ова темата, значи они треба 5 дена да отсуствуваат, дали во образовниот систем или во образовниот или на работа кај што си идат. И сега малце мислам дека ова е претерано. Дали сметате дека еве да не биде нели за сите жени, туку за оние кои што навистина имаат проблематични денови, со кои се соочуваат и со огромни болки и така натаму и неможност токму тие да можат да добијат 2 дена? Да, со тоа се согласувам дека да, ама знаете како е, при мене нема сите искрено да кажат. Сега малце да е, они ќе кажат дека и ние другите сме. Сакате да кажете дека постои можност да се злоупотреби оваа ситуација. Да. А еве како го коментирате тоа што секоја трета жена нема пристап до менструални производи и тоа во 21 век во нашава земја? А, не знам за тоа. Добро, еве вие како маж каква поддршка сте, доколку еве Па да одморат. Тогаш вие помагате околу, предпоставувам, врските во домот, пазарувате. Имате ли коментари околу цената на менструалните производи? Па од тоа немам појма како што се движа, така да... Така, благодарам многу, драго ми е што имавме токму гледач кој што проговоре за денешната тема, иако звучи многу женска, бидејќи зборуваме пред се за женското здравје, односно за менструалното здравје. Но како и да е, секако и менструалното здравје е клучно нешто со што кое што носи многу предизвици, се разбира пред се општо физичката состојба на жената, но и секако економски удар по семејниот буџет, бидејќи не одат трошоци само врзани за менструалните производи, туку и за лекарства, доколку се неопходни и така натаму. Во некој случај дури се бара и интервенција, односно лекарска помош за да се намали тегобноста која што може да биде огромна во тие денови. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Да ти кажам, убава тема сте ставиле. Значи, треба јавно да се прозбори, затоа што некогаш кога растев јас, тоа било пред 50 и кусур години, кога сум била девојче, сакам да кажам, така имам 6-9, значи многу давно било, значи тогаш било табу тема и многу глупаво што беше табу тема, да ти кажам, не можевме дури ни да се информираме што како. Сега, значи, навистина имаше проблем. Јас сум имала колешка на работа на која толку и се слушуваше да ние моравме со кола да ја однесеме дома. Значи, се зависи од самата личност, нели? Значи, треба да се даде, ама што кажа предходно на некои личности, а не на сите, затоа што некој може да го злоупотреби, посебно во јавна администрација, а кај газданите ни прашуваат, па тие па нема да те прашаат дали имаш менструални проблеми, како не многу му е гајда на газда. Сега да ти кажам и за цената. И тоа, Тина, претерано е, значи некои, нели зборувавме едно време да се големи наталитетот, да се раѓаат деца. Замислите една жена што има 3 ќерки, тоа се 4
4 жени дома на кои им требаат менструални Производи. влошки, ајде да ги речам. Да, замисли колку се тоа пари во прашање. Замисли тоа хигиената плюс се тоа собрано, значи премногу е. Јас мислам се дека се многу скапи цените, затоа што ова се некои нови производи, како да ги речам, се некои поубави, па уште поголеми цени. Мислам дека треба дури бесплатно да ги делат тие, затоа што не може секој да си приушти. Благодарам. Благодарам многу. Еве, и гледачката секако надополни и по овој исказ се разбира, ќе очекуваме да слушаме останати одговори, бидејќи навистина, што ако има повеќе женски членови во семејството? Мора да признаеме дека кога зборуваме на оваа тема, зборуваме и од економски агол. Не само за менструалните производи, туку и за лекарствата, бидејќи кога е тегобно и кога имаат некои жени на вистина болни денови, тогаш е неопходно се разбира да примаат и лекарства, кои што секако не се ефтини. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас во Црвена линија. Поздрав. Јас се извинувам што на почетокот ќе ви кажам дека поглупа тема од оваа немате да се. Сметате дека женското здравје е глупава тема за вас како жена? Јас сум женска. На времето, не зборувајте за материјалните средства. На времето немало ни улошки, сега морам искрено да кажам, него имало. Со што ќе се снајдеш, со тоа ќе се заштитиш. Тоа е природна појава кај жената. Ама ние не велиме да нема појава, Ама ние велиме сега појава денеска кај се... жената, бе, што има за тоа да се разговара. Тоа е менструација циклус, некој има болки, некој нема болки, тие се пролазни болки и тоа поминува за 2-3 дена, некој има пообилна, некој има оскудна менструација и сега за тоа ли ќе разговараме? Кој повише улошки ќе стави, кој помалку ќе стави? Дали сте свесни колку чинат едно пакување влошки? Па колку чинат? Па чинат, јас сум имала 5 дена обилна менструација, па сум трошела не улошки, него сум трошела гаќи, сум ги пеглала, па сум ги ставала на мене. Ама тоа не значи дека не се скапи, еве како го... Па немојте поглупава тема од ова, нема. Добро, ваше право, добро. За гледачката е интересно, вели дека ова е глупава тема. Ке видиме дали останатите гледачи ќе се сложат, ние секако ќе ви се заблагодариме, бидејќи сите мислења се добре дојдени. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Телефонот задзвоне, најверојатно ќе имаме наскоро гледач, па ќе видиме еве како ќе коментирате. Она што е загрижувачки, зошто ја поставивме оваа тема, е пред се поради тоа што секоја трета жена во 21 век, замислете, во земјава нема пристап до менструални производи. Гледачката пред малку смета дека треба секоја жена да се снаоѓа на оваков и онаков начин, но онака како што се снаоѓале жените некогаш. Со оглед на тоа што денес технологијата се разбира ја предичи, односно креира менструални производи кои што ќе олеснат функционалноста и секојдневието на жените кои што имаат циклус. Меѓу другото, ќе потсетиме дека и тие се подложни на зголемување на цените. Како што кажа и една гледачка во Црвена линија, што доколку се разбира има повеќе женски членови во семејството. Интересно е дека тогаш секако ќе се издвојуваат многу повеќе средства, тоа секако е на удар на домашниот буџет. Како да е, ќе видиме вие какви одговори ќе дадете. И верувам нема да се срамите да зборувате. Добре дојдени се и мажите со оглед на тоа што и тие се една индиректна поддршка на своите женски членови во семејството. А денес зборуваме пред се за женското здравје. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Јас се сложувам со претходната гледачка. Значи, стварно, ова е глупава тема што ја поставувате. Зошто ви е глупаво вам? Зошто е глупава? Зашто тоа е природна појава. Ама ние не рековме дека не е природна појава, каде рековме дека е неприродна појава? Не рековте, ама... Дали е за вас природна појава, слушнете ме, секоја трета жена во земјава нема пристап до менструални производи. Како е тоа возможно?
Значи ќе поставите уште малку тема, ќе поставите тема дека треба ти на мокрење кој ќе да земат отсуство. Кој ќе му се мочат некому да оди на отсуство. Добро, тоа значи не се сложувате, но тоа не значи дека не е глупава темата. Како така? Тоа е природна појава. А сега 4 жени, 5 жени, па ќе се снајдат, ќе се... И порано немало влошти, па жените стари како оде, лек се снаоѓа на некој начин. Тоа е тоа сега. Секоја една жена или девојче ќе појде на школа, ќе рече ја имам менструација, не ода на школа денеска. Така, сметате дека може да се злоупотреби, добро? Па сигурно. Сигурно. А дали сметате дека треба за менструалното здравје, зборуваме да се едуцираат сите во образовниот процес? Добро, тоа може. Може тоа. Тоа може. Меѓутоа, отсуство се бара за менструативни циклуси, тоа не е во ред. Не е во ред, значи. Така, добро, дали е тоа се? Да, тоа ве поздравувам. Благодарам многу. Ете, гледате како имате одговори, што значи ниту една тема не е така глупава, иако на некој може би ме чудно дека зборуваме на оваа тема. Повеќе сме ориентирани, се разбира, на може би политички теми, но како да е станува збор за женското здравје. Она што нам ни треба во издание на Црвена линија се вашите одговори, а со тоа го креираме јавното мислење. Добар ден! Дали ќе имаме гледач? Добар ден! Телефонот звони, верувам кога звони телефонот, значи дека имаме некој, а не сакам минутите од Црвена линија секако да ги губиме, се разбира, на ништо друго, освен на тоа да ги слушнеме вашите одговори. Еве зошто ја поставивме темата. Не само што 28 мај е ден на менструалното здравје, не туку податоците што фрапираат е дека за менструалното здравје во земјава најверојатно се уште недоволно се говори и се знае и дека секоја трета жена во земјава нема пристап до менструални производи. Добар ден. Добар ден. Па еве да ве слушнеме вие што ќе кажете на нашата тема. Еве, јас ја оправдувам вашата тема, ми се допаѓа и навистина е во корист на женските лица. Затоа што ми се десило да видам некоја жена, ете, например, леже во болница и ја гледа медицинската сестра со бело облечено, а има крваво, се гледа дека и пробило тоа менструалниот циклус, и поради тоа сметам дека треба да биде 2 дена отсутна. Затоа што на некој е премногу обилно тоа крварење и затоа и болни имаат менструации, и тоа и мене ми се десило, и поддржувам и за девојчињата да не одат во училиште. Некој гледачите велат дека е глупава темата од аспект на тоа што тоа е нормална појава. Па се е нормално и да се умре, нормално и да се разболе човек. И што сега ние треба тоа да поддржаваме ли? Ние треба да бидеме со оние луѓе што имаат некои болки, а тоа се против менструалните болки, против обилното течење, да си седи дома, а не да се движи тоа повише. Кога има некој напор од жените, и тоа уште повеќе тече менструално, зашто да биде глупаво ова за мене? Ги слушнав ја гледачите што рекоа дека е глупава тема, ама за мене тие се глупави, еве сега се нанервирав. Да не ги врегаме гледачите, си имаат право на свое мислење, апсолутно. Да, тоа е точно, навистина е тоа точно, ама зашто они ги навредуваат оние што имаат мака? Ете, тоа ми е... Дали ви се чини дека може да се злоупотреби ваквата состојба, па да се взимаат денови? Што се 2 дена, ништо не се 2 дена. Така, благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме понатаму и морам да признам, многу ми е драго и што имавме и мажи кои што се вклучија во денешната дискусија и ве охрабрувам да продолжите со вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Најверојатно денес во Црвена линија ќе имаме малку паузичка пред вклучување на гледачи. Ајде да видиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав и до вас. Еве што ќе кажете на денешната тема? Кои се вашите одговори? Моите одговори се мажите да има еднаш менструација у година еднаш и еднаш да може да рода, па да види како изгледа тоа. Дали е тоа нормално или е ненормално?
Тоа е моје мислење. Некој од гледачите рекол дека е нормална појава, дека некога жените се снаоѓале, што е и факт, на секаков можен начин се разбира да можат да ги пребродат тие денови. Но денес менструалните производи и до ден денес остануваат луксус и не се достапни за некои жени. За голем број жени, што е изненадувачки. Зошто е тоа така? Па финансија. Се е скапо денеска. Ја имам 3 внуке. Ете, од ваш агол, со оглед на тоа што имате 3 внуки, како изгледа тоа и од економски аспект? И од економски тешко, а и болно. Трите има болки кои ќе им дојде. 2 дена не може да стана. Дали сметате еве дека треба за менструалното здравје да се едуцираат сите во образовниот процес? Сите. Еве да прашаме дали низ вашето лично искуство имавте добра поддршка од вашиот сопруг, односно од мажите во вашето семејство? Да. Драго ми е дека тоа било така и особено ни е драго што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила ако може малку погласно. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Вака, како прво кратко ви е времето за оваа тема, а како второ, менструалното здравје. Океј, тоа све што вие го кажувате. Меѓутоа, равноправност е равноправност. Јас како маж треба да ги покријам тие 2 дена, нели, на работно место. Дали сум во право? Ама ние ве слушаме, вие секако треба да си го кажете вашето мислење. Па јас зборувам, еве, по втор пат се јавувам. Ако во ред, повелете. И сега ме слушате ли? Да, ве слушаме, продолжете. Времето ми тече. Нели? До сега го изгуби времето. Дали за тие 2 дена треба јас да го покријам времето на дотичната особа која има менструација? Има болки огромни при, да знаете, болни и неиздржливи менструални денови. Така, значи равноправни сме, нели? Добро, значи не се сложувате, тоа е вашиот одговор. Ма како да се сложувам за женскиот свет, за владеја со машке? Мажите дома чуваат деца, жените идат на работа. Дали вие ги чувате децата, а вашата жена оде на работа? Да. Па вие сте херои, татко. Како и да е, благодарам што се вклучивте и секако драго ни е што и мажите говорат на денешната тема. Бидејќи и мажите се разбира, не се небитни, еве ние сме рамноправни од аспект на тоа што мажите си имаат, се соочуваат индиректно со овој проблем, односно кој што е проблем понекогаш на нивните сопруги, ќерки и така натаму. Добар ден. Многу слаб. Добар ден, сега подобро ве слушаме, повелете. Не знам со кого зборим, со странкама или со вас во емисија? Со мене сте во емисија, ве слушаме сите, повелете. Видите, јас со еден пратим вашу емисију, меѓутоа апсолутно ќе се сложим со господја што беше пред 3-4 пациенти и овај позади неа. Значи, зошто така правите муавети? Вие барате женски да будете равноправни со мажите, така? Не, ние зборуваме, дали вие имате женски членови во семејството? Апсолутно, имам и черка, имам и внуките. Така, дали се соочуваат со болни, исклучително болни денови во оние денови? Еве, имаат ли таква ситуација? Сте виделе ли како изгледа тоа? Да, и што сега треба да се вратиме? Сега ние ве прашуваме, дали сметате, ние само прашуваме, вие ќе си кажете, дали треба можеби да се размислува за тоа да се има 2 дена менструално отсуство за оние кои што имаат... Апсолутно не се слагам. Ете така, добро. А дали... Апсолутно не се слага. Добро. Зато што вие дамите многу барате више од нас мажите. Значи, отидете предалеко за тие ваши желби, захтеви, не знам како да се изразам веќе.
Извините, малке мешам речникот, Нема не кајле, сум македонец. слободно искажете си го вашиот став. Ама ви кажувам истината. А дали сметате Од дека треба за искуство. менструалното здравје да се едуцираат сите во образовниот процес? Абе, ве молам, тоа е прашање на здравството. Значи, уклучите здравство, оваа ситуација не наш домашните. Кој е повише упутен во таа работа, кој помоце? Значи, Така, благодарам многу. Целта на Црвена линија е да поставиме прашања, а вие сите сте добре дојдени, се разбира, не бараме да бидат потврдни, може би апсолутно еве не се сложувате, сметате дека не треба да има нели менструално отсуство и така натаму, дури ниту 2 дена, така да сите се разбира ставови и мислења се добре дојдени. Она што единствено е етиката и правилото на Црвена линија е кога се искажува мислењето да не се користат навредливи зборови, да не се користи говор на омраза и секако говор кој што алудира на насилство. Така да продолжуваме и понатаму со вас и добро е да слушнеме како размислуваат граѓаните. Добар ден! Здраво! Здраво, драго ми е што ве слушаме и на оваа тема. Па зашо па да не? Па така и треба. Повелете, кои се вашите одговори? Само не се слагам да имаат слободни денови женскиот дел од популацијата. Така, добро. Нели феминизам се залагаме за еманципираност, еднаквост. Но, Значи- знаете на што мислиме? Не од аспект на еднаквост, од аспект на тегобност, односно, не знам колку како маж сте биле сведок како изгледа кога се најтешки тие денови. Сега што да правиме? Природата така го обдарила женскиот свет. Така да ја не видов ни една мачка, нити кутре, барем овој облик на животни тука ме обитаваат, па да се пожалуваат дека имаат проблем со мензиси, со тие менструални тегови. Еве како го коментирате овој катастрофален резултат дека секоја трета жена нема пристап до менструални производи? Тоа е веќе проблем со системот државата, значи знам дека пијат кетонали претежно, така и некои апшиња женскиот свет. Па така и тоа е нели со цена. Така за да ги разбие болките. Значи пази се, ние сме сите подложни на некои болови, дали ќе се повредиш некаде па те боли нешто, глава те растура, ама ти мораш да работиш и тие работи. Така да 2 дена у месецот ќе се издржат. А што во однос на цените, Иван? Во однос Мола? на цените? Мола? Во однос на цените и домашниот буџет? Да, поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам. Продолжуваме понатаму. Да видиме какви одговори до прва ќе слушнеме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Хвала и сум на вас. Дали се слушам? Да, повелете, ве слушаме. Проблемот за жените со менструацијниот циклус е проблем. Да, али не и да се користат денови, него што викате недостиг на влошки или не може да достапат по некои жени, тоа е проблем на здравствениот систем. Да знае и ќе се јави кај лекар и ќе знае дали треба 3 дена или 2 дена или 5 дена. Што истиот циклус не е кај сите жени ист. И кај некои што викате болни, кај некои не се болни. Така и па дали за оние жени кои што навистина имаат болни циклуси, треба да има 2 дена слободно, односно менструално отсуство? Ама не. Затоа што секоја една работа кај нас во државата, дали е мушка, женска или било што, се одма зглобно користи. Јас сум работел со жени од 2000 работника и се ми е јасно и познато и сум разговарал со жени и контактирал и сум имал случаи што сум им искритал у сусрет. Сега, што викате за влошките што не да се... Може, да секој месец ќе се тоа организира преку фондовите, ќе се земат влошки и готово. Така, благодарам. Значи, колку што ве разбравме, тука веќе
државата заедно со Министерството за здравство според вас треба да излезат во пресрети и да го решат проблемот со недостапност до менструални производи. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ко може малку погласно, повелете. Ви благодарам за оваа тема што ја отворивте, ова е ваша голема храброст. Јас целосно ве поддржувам за оваа тема, затоа што сите говорници кои што се против оваа тема, значи сме многу далеко од европските држави во размислувањето за жената, затоа што пред циклусот може секоја втора, трета жена, конкретно како јас, во работен однос со 40 години стаж, имав проблеми со мигренозни болки, од кои јас морав со службеното возило да ме носат на клиника. Што значи, вие сте во право за се ова што го говорите, и не се во право луѓето кои што не ги одобруваат овие 2 дена и нека не мешаат баби и жаби равноправност со мажи и жени, затоа што природата нас не створила такви, а ако ние како жени немаме менструален циклус, тогаш ќе нема ни свет. И мажите треба да бидат свесни дека секогаш кога има проблем жената на работа, треба да ускокнат и да ја помогнат. Но не вела дека не е така, понекогаш вела дека се злоупотребува тоа. Се злоупотребува за оној кој што не е совесен. А за оној кој што е совесен, ако нема проблеми, нема да побара. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. И денес се разбира без оглед на кој од гледачите како им се чини оваа тема, која што мора да признаеме и за нас беше предизвик да ја поставиме, но и задоволство морам да кажам дека еве јас лично многу сум задоволна што паралелно ги слушаме и мажите и жените кога зборуваме за женското здравје, а во ова денешно издание на Црвена линија за менструалното здравје. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, да ве слушнеме, повелете. Жениве што тропат глупости они за... Да не ги навредуваме. Па добро, извинете се малку, ама па тоа е нормално бе. У Европа сакаме да идеме да не се кажувало тоа, да не се кажувало ова. Едно што вика да раѓале мажите. Како ќе раѓаат мажите? Да виделе како е. Знаете ли зошто добиваат женските месечен циклус? Ве слушаме, продолжат. Затоа што Адам и Ева кога биле во Ној, да го Боже им рекол немојте да јадете јаболкото, жената скинала. Добро, кажете ми еве дали имате женски членови во семејството? Да. Добро, дали сте биле сведок како изгледаат ако имаат, се разбира, тегобност? Да, болно е, многу е болно, затоа ги оправдам што не може секојаш да дојде до пари, например, било што да. Еве, вие сте биле, нели, сте морале да извојувате од семејниот буџет. Денес е вистински луксус. Па еве, дали може би треба, како што рекоа гледачите, да има поголема достапност? Да, би требало попуст за жените посебно да има. Така? Затоа што да има попуст за воопшто, за... Така, одлично, благодарам многу, ве разбравме. И да се држиме до темата, се разбира и мажите, ќе ги пофалам што ги има во ова денешно издание и ќе ги охрабрам бидејќи индиректно преку своите женски членови во семејството добро знаат како изгледа кога жените имаат тегобност во оние денови. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Па вака, јас имам женска чела, машко нема, така да ги почитувам жените, ги сваќам дека имаат проблем. Но јас друго ќе кажам. Ако една фирма има 80% жени, во текот на годината жената добија 13 пати циклус. Ако на по 2 дена добие во отсуство од работа, тоа е 1 годишен одмор, значи кој ќе ги покрие трошковите на работодавачот?
Меѓутоа, сум за тоа, за средствата кои што ги употребуваат жените при менструалниот циклус, да бидат поевтини, односно да се субвенционираат, да може, што се вика, и по сиромариот да земе квалитетни санитетски средства за во тој период кога го има тој циклус. За тоа сум. Но дали треба да има 2 дена слободни или не, тоа го оставам на законодавците, тие нека го решат. Но дека сите жени немаат проблем, се слагам. Дека некои кои имаат проблем, премногу имаат маки, да речеме во мојата окружување, една особа имаше многу проблеми, другите 2 немаа. Сакам да речем, овдека е за размислување, добро е некој да се подзамисли, дека некој има проблем и треба проблема се, но субвенции и кој ќе го плати, тој губиток на работодавачот. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и за учеството и секако за вашите одговори. Одиме понатаму. Добар ден. Телефонот звони да видиме какви одговори ќе слушнеме. Дали имаме некого на линија? Добар ден. Добар ден. Најнапред ќе ве замолам да го намалите целосно тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка. Има една грешка. Ета така, за да подобро се слушнеме. Повелете. Јас спротивно ќе зборам за со гледачиве што зборат против нешто. Не може тој да носи памперси, како ќе работи мажот во рудник како носи, што не одобрува за жените. Што се вика да носела влошки, како ќе носи влошки, кога не може. Треба да работи. Затоа ми беше тоа, затоа не се слагам. Јас сум од страната на жената. Добро, еве, дали ќе си дозволиме да прашаме, имате женски членови во семејството? Како не имам. Да, дали се соочувале еве со голема тегобност во оние денови, болки и неможност? До душа не ми се пожалили, до сега вака сопругата сега, Тоа е добро. Но ајде, дали еве имате коментар во однос на достапноста на менструалните производи, бидејќи навистина се скапи. Треба да ги има. И со таме достапно што може да добие некој циста, после ќе прајме. Не може така, мора да биде хигиена да се води. За секој добро што сика. Така и ова да ве прашаме секако, дали треба за менструалното здравје да се едуцираат сите во образовниот процес? Нормално, треба. Така, големо благодарам за јавувањето. Поздрав до вашите жени во семејството и секако продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете. Вака се. Ние не може да разбереме болката на жените и јас сум да се дадат тие 2 дена, дури и 3 на жената, на некоја жена, што се запосли жена у било каква работа. Ама што правиме со селската жена? Повеќе од половина нашите жени се селски. Кој них им даде 2 дена слободни, кога мора да оде селари од 4 на нивото, се врати вечер на 8 9? Одлично прашање поставивте. Според вас, еве, во руралните средини, колку е достапноста на менструални производи? Колку? Дали си болен, не си болен, не те пита никој. Се бали на нивото и толку. Ни маж те пита, ни секор те пита, ни девер, ни кој да, равен си на мажот. А твоите болки ки си носиш колку ти, како, секоја жена не е исто, нели, ама... Така? Како ќе оправдаме таа мака и со таа равноправност? Половината жени ќе седат 2 дена дома и тоа платени денови, а селските жени ќе црнчат. Според вас, како еве најдобро може тоа да не биде така? Ако така тоа и треба лекарот да му даде некоја надокнадин селските жени. Тие не се повеќе. Нас не ране селската жена, не градската. Нека ми просто градските, ама градски жени се 90% паразити. Нека никој да обрезам. Таа е вистината. Одам на работа
8 сата, 2 работа, 6 чета. Така, благодарам за вклучувањето и секако Иве можевте да слушнете какво прашање се постави и се разви во текот на оваа дискусија. Сушност, најдобро ќе биде Еве да слушнеме од прва рака и од некоја од гледачките кои што толкому се задолжени, имаат обврски да работат, се разбира, тешки физички работи, односно најчесто што е и обврска на жените во руралните средини. А како што рече гледачот, се добива впечаток дека токму во тие тегобни оние денови жената од руралната средина никој не ја ниту прашува, ниту домашните, туку едноставно мора да се фати за работа и да работи тешка физичка работа, односно да ја обработува земјата, да работи на садници и така натаму. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Да ви кажам, ова е многу широк поим. Да онакаме. Вакво нешто ни случајно не може нити би се случило, бар јас така го гледам, мада сум за ова, значи треба да се даде, меѓутоа како тоа ќе се изведе? Не знам на кој начин како ќе се изведе. Затоа што плюс господинот што рече за руралната жена, например, ајде она сега таму, како да кажам, она може самата да си го дозволи тоа. Например, да речеме, овако може, меѓутоа за вработените образование во рете, значи тоа е многу убаво нешто да се случи, меѓутоа не верувам дека уопште некој пат ќе се случи, бидејќи и никој пат не се случило, ние сме го поминале, жените знаеме како изгледа, што изгледа, дека уопште не е битно дали си, не си, како си, мораш да функционираш, како што функционира секојдневно. Многу убаво, мислам, овако образложение е дадено и од вас овдека напишано и све, меѓутоа не знам како би се извело и не верувам дека би се извело, а сакам да биде, мислам тоа да може секој да доби, секој да може да има такви услови, да речеме, еве, затоа што секој има, кај секого е различито, да речеме, не е секдека исто, тоа е природа. Природата, организмот на човек секдека е различито, така да не знам, мислам дека... Дали ве сметате дека и што треба да се направи менструалните производи да бидат подостапни? Ма треба да бидат ефтин достапни, многу ефтини за секого, тоа е. Благодарам за одговорите. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Да, овде Маријана, сме се слушнале неколку пати. Маријана од Заврти на Тилма, предпоставувам. Да. Да, па и во Црвена линија. Не е битно, меѓутоа темата е многу допирлива и затоа ви кажам секоја чест за темата. Па еде да почнеме со менструалните производи, кои што навистина се скапи за голем број на семејства. Дали треба да бидат еве бесплатни во училиштата? Државата тоа да го среди, а не само вработените. Едукација треба за сите. Дали ме слушате? Да. Затоа ви кажувам, не само жените што се на работа, сите имаат по нешто што треба да се обрне внимание, а едукацијата треба да постои и да се внесе како што ви ги има и предметите во училиште. За ова што ме прашате за менструалните потреби, тоа све што треба да биде едноставно, како да кажам, со минимално плаќање, а не да не знае како да се сврти и што треба да земе. Имам и во фамилија женски, сум имала и јас проблеми истота. Благодарам, Маријана, за вашите одговори и сега ако продолжите да не следите, ја верувам ќе се слушнеме и подосна во Заврти на Телма. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, ве слушаме, повелете. Благодарам, ако сум јас на линија. Да, ве слушаме, повелете. Благодарам. Вака сега, прво да кажам дека по инерција Телма, Црвената линија ја почитуваме и вртиме, а не гледаме телевизија. Нека се освестат овие од Total TV, дека треба да се договорат и со раководството на Телма и со раководството на Канал 5. Добро. Да не оставаат
во Македонија без македонски телевизиски куќи да може Јасно, да прати. ајде да ми откриете, бидејќи сте ни редовен гледач и редовно се вклучувате во многу теми за кои што дискутираме. Еве, да ни откриете, имате ли женски членови во семејството? Керки, сопругата? Не ме разбрав поточно. Дали ви имате сопруга, керки, женски членови во семејството? Да. Да. Еве, како маж, сигурно сте биле сведок секој месец она со што се соочуваат се оние денови. Но дали еве имаат тегобност? Како се справувате вие како маж? Какви се вашите сведоштва? Треба ли да имаат... Мило ми што имате тема што може да се разговара на темата, а тоа се сведува се на едукација. Меѓутоа, во Македонија, традиционалната едукација е најнеприсутна. Ние човечката едукација, културната едукација, образовната едукација, тоа ни фали. Ние изгубивме традицијата во едукацијата. Инаку, ова е стварно проблем на фамилиите, меѓутоа секој го решаваат на начин што можат. А дали треба ден-два да има слободни во месец, тоа не знам како да го кажам. Ако има овој решенија во овие циклуси што ги имаат жените, не... Благодарам и за денешното учество во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Македонија, добар ден. Господине Тале, многу ни е драго што ќе се вклучите во оваа дискусија. Па еве, кои се вашите одговори? Како го објаснувате тоа што во 21 век секоја трета жена нема достапност? Чудна тема се поставиле, но еве да искоментираме нешто ние како мажи и како луѓе. Јас почитувам таков предлог, ако е за добробит на секој женски пол, дали девојка, дали мајка, дали жена, нека биде така, само да не се прават злоупотреби, нели, после со оваа одлука, значи, од некој. Инаку за да имаат подобро здравје како девојчина, како девојки, мајки, жени, нека биде ова, за дај Боже да има поголем наталитет кај нас, македонците, кај сите други, поготово православни христијани, каде драстично намален наталитетот. Тоа е многу сериозно прашање. Така, господине Тале, со тоа што последните податоци во земјава се катастрофални, дека секоја трета жена нема пристап до менструални производи. Како може еве тоа да се реши, особено еве за руралните средини? Ми течи времето со овие прашања, почитувано е затоа да има и подолго време за искажување за нас. Велам, дај Боже да поставите тема во иднина, многу сериозно прашање за намален наталитет. Зошто ни се случува автогеноцид во Македонија? Готово ке православни христијани македонци. Зошто спречи СДС раѓање на деца, поддршка на повеќе детни семејства? Тоа е исто... Благодарам многу, ке земеме во предвид секако за она што го предложивте и секако во некој наредно издание од Црвена линија и ке ја поставиме. Како и дај благодарам за учеството, па да видиме што ке слушнеме понатаму токму од вас. Добар ден! Добар ден! Во Црвена линија сте, повелете. Дали вработените жени, девојчиња и во образовниот процес треба да има 2 дена менструално отсуство, доколку тоа е неопходно? Црвените бригади треба да имаат по 2 дена отсуство. Од мене толку. Ги нарекувате црвени бригади? Да. Добро. Нема да ве пуштам, секако сакам да слушнам одговор како според вас е најдобро за сите жени во земјата да има достапност до менструални производи и секако да бидат достапни од економски аспект. Не ги разбирам тоа, али сакам да кажам треба да имаат не 2 дена, 3 дена додека им прават црвените бригади. Црвените бригади, добро. Дали, еве, и ова, треба за менструалното здравје да се едуцираат сите во образовниот процес? Да. Да. Дали е тоа се?
Да, Тинче. Голем поздрав до вас и благодарам. Фала, Тинче, све најубаво. Се најубаво и вам и секако продолжете да не следите. Еве интересен збор за оние денови, особено, како што рече гледачот, денови на црвени бригади. Добро, продолжуваме понатаму. Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во црвена линија. Сте само намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Да. Повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Да. Видете, зборуваме за менструално... За менструација. Тоа е физиолошки процес кај женскиот организам. Така и може да биде многу болен, тегобен за некои жени. Да, во ред. Ама тоа е физиологија, значи тоа е женскиот организам реагира физиолошки, значи здраво. Тоа е здрав организам. А друго е патологија. Ако има патологија, тоа е друго. Но ние зборуваме за мигренозни болки, за денови кога едноставно кај некои жени не можат воопшто да функционираат. Па тоа се нус појави. Така, дали во тие случаи треба да се даде менструално отсуство 2 дена? Што мислите? Како би можело да се даде менструално отсуство, кога тоа е некоја физиологија, значи тоа е здрав организам, кај жените тоа го прави. Значи, доколку имаат огромна тегобност, треба да одат на работа. Мажите да не зборуваме сега каква тегобност имаат. Значи, треба да земат не знам какво отсуство. Добро, име, кажете ни, навистина ќе сакаме да слушнеме мажите најчесто од овој агол здравствен, каква тегобност имаат? Времето истече. Добро, големо благодарам еве и за вашите одговори, секако сите мислења се добредодени, но еве интересно што гледачот постави едно прашање од типот дека многу жени не знаат мажите со каква тегобност се соочуваат. Ќе видиме што ќе кажат останатите, секако ова е една жива и отворена дискусија меѓу сите нас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Повелете. Благодарам. Јас сум за едукација. И потполна едукација, меѓутоа на соодветна возраст. Едукација. Не од било кога. Од која возраст едукација? Ало? Да, ве слушаме, продолжете си. Па не гледам јас тајмер за тоа. Едукацијата да. Поевтинување на потребите за менструацијниот циклус, на вистина треба да бидат достапни по цените. Или да се даваат субвенции, или да се даваат бесплатно. Меѓутоа, да се дава отсуство за било кое, а освен за екстремни случаи, да. Меѓутоа, давање отсуство за секој циклус, тоа е веќе се наврегува по мене во интимата на жената. Зошто сите да знаат што мене ми се случува и кога ми се случува и што ми се случува. Може би јас ќе останам бремена, зошто сите да знаат дека јас сум останала бремена. Со тоа што ќе бидам отсутна, сите ќе знаат дека не сум бремена. Или дека ги имам тие проблеми. Уште еднаш потенцирам. Едукација е потребна на соодветна возраст. Поевтинување на производите, да, меѓутоа отсуство по било која цена, освен во екстремни случаеви, не. Големо благодарам за вашите одговори. Еве интересна насока. Може би ќе продолжиме со црвена линија. Гледачката упати дека не се сложува нели да се зема отсуство од аспект на тоа што сака, може би, секоја жена според неа да се сочува приватноста и токму кога би зела менструално отсуство, некако тоа би ја открило нејзината интима, односно, може би,
некои жени едноставно не сакаат да се знае кога се во оние денови, односно кога не се, односно тоа да се официализира, например, во колективот и така натаму. Менструалниот циклус е природен и со него може да се работи, тоа е факт. Но еве јас ќе повторам уште еднаш, ние не зборуваме само кога се има циклус, бидејќи циклус се подразбира дека се има секој месец, ние зборуваме за оние ситуации каде што навистина жените се соочуваат со неподносливи болки, мигренозни болки, односно организмот едноставно во дадени периоди, кога е циклус во прашање, не е во состојба дури ниту да се движи, се разбира што се вели разговорно, ниту да стане од кревет. Дали во тие случаи треба да се даде менструално отсуство 2 дена? Ќе видиме што ќе кажете понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, повелете. Па вака, ако веќе се болни менструациите, па зошто да не, може да се дадат 2 дена, ама нормално со лекар. Така, со оправдување. Како боловање. Така. Со некакво оправдување. Боловање да биде, меѓутоа, ето, да биде така. Меѓутоа, гледам, баги доста мажи, па дури Италија се јави. Мене ми е лично драго, еве, да ви кажам искрено. Па ви е драго, ама тој си има од женско во куќата си има магарица, така да... Да не ги ве молам, зошто вакви коментари? Задоволство е да се слуша дека и мажите имаат што да кажат кога станува збор за женското здравје. Еве, вие во однос на достапноста на менструалните производи, што би порачале? Кој е најдобро решение за да бидат што подостапни до сите жени во земјава? Иначе ние на колешките му даваме поштеда на тие 2 дена. Ги знаеме. Се и самите ќе кажат, нема што да кријат. Даваме поштеда, не мора да работат тешко. Ќе работат нешто полесно, 2 дена се во прашање, не е ки знае колку. Тоа е тој проблем. А иначе скапи производи, па скапи се. Скапи се, меѓутоа некогаш се употребувала цик-цак вата, која што е ефтина. Сега ни една жена не е употребува цик-цак ватата. Некогаш употребувале стари чорапи, гаќи, едно друго. Така, благодарам многу за вклучувањето и еве мора да признам пред да продолжиме со реклами. Како редакција ни е многу драго пред се што ви имаше во голем број. Секако целта беше да слушнеме одговори од вас, од граѓаните. Особено ми е драго што имавме голем број на мажи кои што дадоа своји одговори токму на темата менструално здравје и женско здравје. Продолжуваме со реклами, па да видиме какви одговори дале инстаграмџи. Ајде сега да погледнеме како одговорија инстаграмџи. Дали треба за менструално здравје да се едуцираат сите во образовниот процес? Да покажеме како изгледа тоа. Со да одговорија 70%, а со не одговорија 30%. И уште еднаш, еве, знам дека многу пати повторив, но навистина пофални зборови за пред се мажите кои што се вклучија во оваа денешна дискусија и секако големо благодарам за сите вас кои што земавте активно учество во ова денешно издание на Црвена линија. Сега ве поканувам да останете со мене и секако ќе имате една добра причина, се разбира, да бидете со Телма телевизија. Ќе почнеме со прво смукалка, да, тоа е главната награда во заврти на Телма во ова денешно издание, кое што следи, но какви сме ние, може да ви изненадиме и со други главни награди, како што се телевизор, може би фрижидер. Се знаете сите вие кои што гледате, вие кои што не гледате, ве чекаме со нетрпение. За кусо време.